Форма на Земјата. Во минатото се мислело дека Земјата е рамна, но веќе одамна е докажано дека не е така. За старите морнари кои пловеле преку Средоземното море, формата и ширината на океаните на Земјата биле непознати. Во давнешните времиња, луѓето ја замислувале Земјата како рамна плоча што ја носат три големи китови кои пловат по океан. Огромен товар што на своите плеки го носат слонови. Огромен диск што плови во океан. На плоча што ја носат желка и слонови. Но денеска не е потребно да се докажува каква форма има Земјата, бидејќи тоа јасно се гледа од снимките направени од Вселената. Но како луѓето го правеле тоа во минатото, кога не се одвојувале од површината на Земјата? Патеката на експедицијата на Фернандо Магелан. Гледајќи огромен океан без копно на видик, на морепловците океанот им изгледал совршено рамен. Со оглед на ова гледиште, можеби не е толку изненадувачки што многу морнари верувале дека Земјата е рамен диск и се плашеле дека нивните бродови ќе паднат од нејзиниот раб ако се оддалечат премногу. Португалскиот морепловец и истражувач Фернандо Магелан во 1519 година со 5 бродови тргнал од шпанското пристаниште. Пловејќи на запад во водите на Атлантскиот океан, еден од неговите бродови во 1521 година пристигнал во истото шпанско пристаниште само од источната страна. Ова поморско патување во тој период бил важен показател дека Земјата има топчеста форма. Јури Гагарин е руски космонаут кој во 1961 година ја заобиколил Земјата за 108 минути со вселенскиот брод Vostok. Тој е првиот човек кој ја видел топчестата форма на Земјата од поголема височина. Во 1929 година еден воздушен брод без луѓе ја заобиколил Земјата за 21 ден и донал фотографии за нејзиниот изглед. Ако Земјата беше рамна, светлината од Сонцето ќе беше насекаде рамномерно распоредена, слично како кога ќе ставите чинија под лампа. Ова значи дека немаше да имаме никакви временски зони, ниту ден и ноќ. Кога Земјата се наблюдува од небесниот простор со голо око, се забележува дека има елипсовидна форма. Земјата има површина од 510 милиони километри на квадрат, од кои 2,3 се вода и 1,3 е копна.